почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вториот клучен столб на ребалансот е развојот на општините и инфраструктурата, што секојдневно им е потребна на луѓето. Кога зборуваме за буџетски бројки, за нив мора да видиме конкретни проекти. Пат, мост, водовод, канализација, пречистителна станица, железничка линија, почиста животна средина. Затоа капиталните расходи со ребалансот растат за 14,5% и достигнуваат речиси 46 милиарди денари. Капиталните дотации до општините се зголемуваат за околу 1 милиарда и 683 милиони денари. Министерството за животна средина добива дополнителни 2 милиарди и 412 милиони денари, што е зголемување од над 54%. Ова е најголемото ресорско зголемување и јасен сигнал дека проектите за отпад, отпадни води, намалување на загадувањето и еколошка инфраструктура не остануваат само декларативна заложба. Министерството за транспорт добива дополнителни 1 милиарда и 806 милиони денари. Во рамките на развојните проекти, средствата за железничката инфраструктура растат за околу 743 милиони денари, а за инфраструктурни проекти во општините за околу 665 милиони денари. Средствата за живеалиште и развој на заедниците се зголемуваат за 1,1 милиарда денари. Тоа значи повеќе простор за водоснабнување, комунална инфраструктура и подобри услови за живот во локалните средини. Ова е важна промена во пристапот. Централниот буџет не смее да биде само сметка од која се финансира администрацијата. Тој мора да биде двигател на локалниот развој. Секоја инвестиција во општините значи работа за домашните компании, ангажман на работниците, поголема економска активност и подобра услуга за граѓаните. Добро изградената инфраструктура не е трошок. Таа е предуслов за нови инвестиции, побрз транспорт и повисок квалитет на живот. Ребалансот затоа не е список на апстрактни ставки. Тоа е финансиска основа за проекти што треба да се видат на терен. Наша обврска е средствата да се реализираат навремено, транспарентно и со мерлив резултат. Граѓаните со право очекуваат секој денар да се претвори во конкретна вредност. Ви благодарам.